Се прашуваш зашто се битни веб стандардите? Или имаш прашања за драмата со Apple, изборот на браузер engines, PWAs? Ајде да ги одговориме. Кавеат. Пред да почнеме со епизодава, не сум фан на Apple. Прават добар хардвер, на многу корисници ме супер софтверот, нема ни да го дискутирам тоа. Мислам дека нема потреба. Но, кога станува збор за playing nice со платформи и стандарди на кои што се и самите подписници, не е се со најдобар трек рекорд. Мислам дека примерно потекнува од фактот дека се така поставени на пазарот, па можат и да си дозволат да игнорираат стандарди, додека не ги регулира некој дели, како што се случи пред неколку дена. Повеќе за тоа подоцна во епизодава. Кога зборувам за playing nice, примерно мислам за нивниот однос кон веб стандардите и вебот како платформа. Во главно, за стандарди што функционираат за нивниот bottom line, надвор од контекстот на Safari, нивниот браузер, се супер и секогаш ги имплементираат навремено. Од друга страна, ако нешто е закана за да речеме App Store за работката, обично е игнорирано до последниот можен момент, или додека не ги регулираат. Ќе оставам неколку написи во прилог доколку подетално ви интересира, сепак не е тоа поентата на епизодава. Да не ме сватите погрешно. Не дека сакам да ги издвојам како најлош играч на веб платформата. Реално сите играчи на тој пазар си имаат собствени проблеми. То сигурно мислам дека и епизода само по себе. Firefox во отсуство на подобар израз не знае кај тера. Chrome знае да имплементира тон APIs пред да станат стандарди и да ги рекламира како стандард. Но, денес зборувам за Apple, бидејќи имаат најсвеж пример за така наречениот malicious compliance, кога станува збор за веб стандардите. И дополнително затоа што изјавата Safari is the new Internet Explorer има малку вистина. Тоа не е заради тоа што браузерот е лош или енџинот WebKit нема техничка можност да биде модерен или напреден. Напротив, мислам дека е прашање само на политика. Тука веќе ќе прекинам со нефер политиките спрема корисниците примерно на Apple и ќе оставам неколку линкови во описот ако ве интересира повеќе. Фокусот на епизодава е сепак стандарди. Важноста на стандардите и што ние добиваме од тоа. Ајде да почнеме со PWAs и зошто се битни. PWA е кратенка за Progressive Web App. Идејата зад PWAs е многу едноставна. Апликација што работи врз веб платформата во кој било браузер што е компатибилен со изгласаните стандарди. Кажано на наједноставен начин, веб апликација со неколку можности повеќе со цел да го доближи искуството до тоа што го гледаме со native апликациите. Сега, не секој тип на апликација е добар кандидат за ова. PWAs не се измислени за да ги заменат native апликациите. Например, мислам дека нема премногу смисла news апликации да бидат native апликации. Исто како што low-level 3D апликации нема смисла да се Progressive Web Apps. Right tool for the right job. Дополнително, веб платформата на вистина ретко страда од backwards incompatibility. Нештата што работеа пред десетина години се уште работат подеднакво добро, под претпоставка дека сме ги следеле стандардите. Што не е нешто со кое што многу од native платформите може да се пофалат, барем од тоа што го слушам од колеги. За нас како девелопери добивката е очигледна. Со еден кодбейс добиваме апликација што би требало да работи на секаде. До тука веројатно очигледно станува каде е точно проблемот со заработката на Apple. Ако дозволиме алтернативен начин за апликацијски искуства што не доаѓаат од App Store-от, Apple губи од заработката. Теоретски. Но, да сте дел од телото што ги одлучува и гласа стандардите и да не ги имплементирате или селективно да ги имплементирате е така малце лошо за целата платформа. EU, такви какви што сте, знаат и да сгрешат со позитивна регулација повремено. Имено, од така наречените security причини, единствена опција за браузер engine, односно она што браузерот го има под хауба, беше WebKit на iOS. WebKit како проект е воден од Apple. Технички преземен, ама тоа е тема сама по себе. И секако WebKit е под хаубата на Safari, на сите платформи, не само на iOS. На другите платформи, Chrome и Firefox имаат собствен браузер engine, Blink и Gecko соодветно.
Во просек, сигурноста на модерните браузер engines е горе-долу иста. Не е дека Safari е магично посигурен од другите. Инаку не би имале security updates на сите платформи што ги користиме често. Обично проблемите успеваат да ги откријат проактивно. Да се вратам на темата. Немањето на избор за браузер engine ја лимитира конкуренцијата на платформата и креира монопол. Сега, за ваквото однесување, постарите сигурно ќе се сетат дека Microsoft пројде низ многу регулација, пенализирање и слично пред околу 20 на години, сакам да кажам. Имаше смисла и за Apple. Отворија платформата и остави корисниците да одлучат наместо да одлучуваш за нив. Европска унија во 2023 донесе одлука дека мораат да дозволат дополнителни браузер engines и да им дозволат на корисниците да употребуваат тоа што сакаат. Ама, Apple being Apple, за EU ја отвори платформата за браузер engines, но во процесот намерно ги скрши Progressive Web Apps. Safari на iOS секогаш имал делумна поддршка за Progressive Web Apps. Не сите API се поддржани според стандардот, но барем работеа. Немаше начин да се инсталираат според пропишаниот стандард доскоро, односно поп-ап што те прашува дали да ја инсталира апликацијата, што во пракса значи шорткат на home screen и неколку пермисии, делумно за нотификации, за background processing, за storage и се она што ви дава некакво апликацијско искуство. Кога EU ја донесе регулацијата, Apple освен што ја отвори платформата затоа што фигуративно им свиткаа рака, ја исклучи комплетно можноста за дополнителни пермисии и APIs под изговор дека нема корисници и дека има проблеми со security. За среќа, се премислија за одлуката затоа што регулаторите повторно почна да притискаат дека и таа забрана за дополнителните функционалности е non-competitive однесување. И со тоа, да бидам искрен, делумно ми го пореметија планот за епизодава. Сепак, PWA е веб стандард, ама не се подеднакво поддржани на сите платформи и не се подеднакво поддржани во зависност од каде сте на планетата. Сетете се дека Apple ја отвори платформата само за EU. Тоа значи дека немаме исти правила и немаме иста имплементација на секаде. Затоа борбата продолжува. Останува големото прашање: зошто ни е гајле за ова? Мислам дека постоењето и следењето на стандарди на сите ни дозволува even playing field. Fair play за сите, без разлика која поседува платформата. Имено, сметам дека одлуката за каква апликација ќе се користи треба да биде на корисникот. Каков браузер engine ќе работи на оперативниот систем, исто треба да биде одлука на корисникот. Имаме опции, зошто да не ги искористиме? Тој пазарот добива бидејќи има повеќе начини да издадеме нешто, без разлика дали платформата што сме ја одбрале е приватизирана или јавна. Лично сметам дека јавни платформи се победа за сите. Секако, да повторам дека ова не значи дека се на светов е соодветно за да биде веб апликација или прогресив веб по екстензија. Исто како што не се на светов е соодветно да биде и native апликација. Right tool for the right job. И изборот на крајот на денот треба да биде наш на луѓето што ги прават апликациите, без разлика дали одлуката е можеби глупава. На кратко, избор за сите, без разлика дали се корисници или девелопери. Како и секогаш ви благодарам за прегледот и ви благодарам за секој лайк и сабскрајб. Се гледаме во четврток.